Сите општини низ државата преку ЗЕЛС започнале со вонредни инспекцијски контроли на објектите од јавен карактер, со акцент на оние каде престојуваат деца и млади, информира председателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Според него, покрај објектите под општинска надлежност како училишта и градинки, се проверуваат и спортските сали и угостителските објекти. Ѓоргиевски нагласи дека за оние кои ќе биде утврдено дека не работат согласно стандардите и ја загрозуваат безбедноста на граѓаните, нема да има толеранција. Се внимава на се, бидејќи не смее да се пропушти ништо. Се внимава дали објектите имаат исправна противпожарна опрема и функционални противпожарни хидранти. Дали електричните инсталации се безбедни и соодветно одржувани. Постојат ли јасно обележани и функционални евакуациони патеки и планови, како и дали се поседуваат сите потребни документи и безбедносни елаборати. Овие инспекцијски контроли нема да бидат еднократна акција, туку континуиран процес. И во наредните недели и месеци ќе продолжиме систематски да ги проверуваме сите објекти ширум државата. Според Ѓоргиевски постоеле објективни причини што во дел од помалите општини не биле спроведувани навремени и редовни контроли, како недостаток на инспекцијски служби. Поради тоа тој најави дека општините кои имаат посилни ресурси и капацитети ќе се стават на располагање на оние каде има потреба. Во многу од општините немаат инспектори за домување, во многу од општините немаат градежни инспекции. Во многу од општините немаат комунални инспектори. И ние ќе треба тоа заеднички да го решаваме во наредниот период. Како ќе го решаваме? Оние општини кои што сме со поголем капацитет на човечки ресурси во тој дел, по извршените проверки, како што е во мојата општина конкретно, ќе пристапиме кон тоа да спроведеме меѓуопштинска соработка и да нашите инспектори ги ставиме во функција на останатите општини до моментот додека не се обезбедат соодветен инспектор за одредена позиција. Детален пресек околу тоа што покажале досегашните контроли низ општините. Ѓоргиевски најави по утрешната седница на управниот одбор на ЗЕЛС. Тој информираше дека во општина Киселавода по извршените проверки во градинките, училишта и спортските сали не биле утврдени неправилности.